Почитувани учесници, почитувани наставници, стручни соработници, представници на институции, драги колеги. Ви посакувам срдечно добре дојде на денешниот вебинар на тема Слободни изборни предмети за поддршка на личниот и социјалниот развој на учениците, со посебен акцент на наставниот план и програма Учам за моето здравје за 4-то, 5-то и 7-то одделение. Јас сум оделенски наставник советник Наташа Тодоровска од Основното општинско училиште Ѓорги Сугарев од Битола. Од самото основање на зон учител, односно веќе 5 години, ми е укажана честа да извршувам функцијата председател. Денес ја имам привилегијата да бидам модератор на овој вебинар. На почетокот би сакала да им изразам благодарност на сите наставници кои вебинарот го следат од своите работни места. Со оглед на можностите, знаеме дека голем дел од вас ќе го следат вебинарот и од ист компјутер. За време на вебинарот, во чатот ќе биде достапен формулар за евиденција на присуство, кој воедно ќе содржи и кратка анкета поврзана со вашето искуство за примена на овој слободен изборен предмет. Уште нешто би сакала да ви информирам дека вебинарот ќе се преведува од македонски на англиски јазик. Па доколку сакате да го следите преводот, во менито на дното од екранот изберете кај трите точки во мор, изберете опцијата Interpretation, а потоа изберете го соодветниот јазик за да го следите преводот. Денешниот вебинар е посветен на една исклучително значајна тема за современото образование и воспитание. Како преку наставата да создадеме простор во кој учениците ќе стегнуваат знаења и ќе развиваат вештини, и како ќе се грижат за своето здравје, своите емоции, своите односи со другите и сопствената благосостојба. Во продолжение, чест ми е да ги најавам денешните говорници, кои преку своето професионално искуство, институционална улога и стручна посветеност ќе дадат значаен придонес кон разбирањето и примената на наставната програма Учам за моето здравје. Најнапред, чест ми е да ја поздравам и најавам магистер Милка Тримчевска, директорка на Бирото за развој на образованието. Бирото за развој на образованието има клучна улога во креирањето, развивањето и унапредувањето на наставните програми, како и во поддршка на училиштата и наставниците во процесот на современо, квалитетно и инклузивно образование. Нејзиното присуство денес е силна потврда дека личниот и социјалниот развој на учениците е значаен дел од воспитно-образовните приоритети. Со особена почит го поздравам и доктор Аки Мали, представник на Светската здравствена организација во Република Северна Македонија. Светската здравствена организација има исклучително важна улога во унапредувањето на здравјето, превенцијата и благосостојбата на децата и младите. А поддршката на ваквите иницијативи покажува дека здравјето на учениците е заедничка одговорност на образованието и воспитанието, здравството и целата заедница. Неговото учество денес е значаен придонес кон поврзувањето на здравствената едукација со воспитно-образовниот процес. Следен говорник е магистер Добри Јовески, наставник советник и автор на наставната програма Учам за моето здравје. Како практичар, автор и наставник со богато искуство во основното образование, тој ќе ни ја представи наставната програма преку нејзините цели, содржини и значење за поддршка на личниот и социјалниот развој на учениците. Неговото излагање ќе ни помогне подобро да разбереме вредноста на предметот и можностите за негова реална примена во наставата. Со задоволство најавувам и професор доктор Елизабета Томевска Илиевска од Филозофскиот факултет при Универзитетот Свети Кирил и Методи во Скопје, Институт за педагогија. Нејзината стручност во областа на педагогијата и методиката е од особено значење за разбирање на тоа како наставните содржини можат да се преточат во квалитетна, интерактивна настава насочена кон наставникот. Кон ученикот, во своето излагање ќе даде важен осврт на методички и методолошки аспекти и на прирачникот како образовна поддршка при реализација на наставната програма. Исто така, со голема почит ја најавувам професор доктор Ана Фрицхан од Филозофскиот факултет при Универзитетот Свети Кирил и Методи во Скопје, Институт за психологија. Нејзината експертиза во областа на психологијата е исклучително значајна за темите поврзани со менталното здравје,
емоционалната писменост, справување со стрес и превенција од насилство. Нејзиното учество ќе даде дополнителна стручна длабочина на вебинарот и ќе истакне важноста на психолошката поддршка во современото училиште. Почитувани присутни, верувам дека денешниот вебинар ќе биде корисен, инспиративен и поттикнувачки за сите нас. Ќе имаме можност да слушнеме институционални перспективи, стручни согледувања и практични насоки кои ќе ни помогнат подобро да ја препознаеме вредноста на наставната програма Учам за моето здравје. Затоа ве поканувам внимателно да ги следите излагањата, да размислуваме заедно и да ја препознаеме ова наставна програма како можност за создавање поздрава, посигурна, посрекна и поподржувачка училишна средина. Сега, со задоволство го отварам вебинарот и давам збор на магистер Милка Тримчевска, директорка на Бирото за развој на образованието, за поздравно обраќање. Повелете, директорке. Ви благодарам, председателка. Почитувана председателки на Сдруженијето на одделенски наставници, учител, почитувани представници на Светската здравствена организација, канцеларија во Скопје, почитувани наставници, членови на Сдруженијето, но и сите оние кои што се вклучени заради љубопитност, но и за екнување на своите компетенции, почитувани колеги и соработници, драги учесници. Дозволете ми најнапред да упатам една искрена благодарност до Сдруженијето на одделенските наставници учител за организацијата на овој вебинар, секако и за можноста да се обратам на овој настан посветен на слободните изборни предмети од подрачјето наставни програми за слободни изборни предмети за поддршка на личниот и социјалниот живот на социјалниот развој, се извинувам, на учениците, секако со посебен осврт на наставната програма Учам за моето здравје. Истовремено, сакам да ја поздравам и да ја истакнам важноста на соработката со Светската здравствена организација, канцеларијата во Скопје, која континуирано дава поддршка за унапредување на здравјето и благосостојбата на децата и на младите, и која е особено значаен партнер во подготовката на ресурсите за поддршка на наставниците. Почитувани, основното образование има исклучително важна улога во развојот на секое дете. Неговата задача всушност и не е само да обезбеди стекнување на знаење од различни научни области, туку и да придонесе за развојот на личноста на ученикот во целина, кон развојот на неговите потенцијали, вредности, ставови и животни вештини кои ќе му овозможат успешно да функционира во современото општество. Токму затоа, Законот за основно образование ги поставува како едни од клучните цели на воспитно-образовниот процес обезбедувањето на целосен развој на ученикот, почитувањето на човековите права и слободи, развојот на демократските вредности, еднаквоста, недискриминацијата, инклузивноста, како и создавањето на безбедна и поттикнувачка средина за учење и развој. Овие определби не представуваат само законска рамка, туку јасна насока за развојот на образовниот систем во креирањето на наставните програми. Тие се понатаму разработени во концепцијата за основно образование, која благосостојбата на ученикот ја поставува како една од централните вредности на воспитно-образовниот процес. Всушност и концепцијата за основно образование ја нагласува потребата за училиштето да биде место во кое учениците не само што ќе учат, туку и ќе стекнуваат знаење, туку и место каде што ќе се чувствуваат безбедно, прифатено и секако поддржано. Таа го става ученикот во центарот на наставниот процес и ја истакнува важноста на неговиот личен, емоционален и социјален развој како неразделен дел од квалитетното образование. Истите определби се рефлектирани и во националните стандарди за основно образование, кои покрај предметните знаења и академските достигнувања, јасно ги дефинираат компетенциите што секој ученик треба да ги развие во текот на своето образование. Особено значајно место во националните стандарди има подрачјето личен и социјален развој. Станува збор за компетенции кои се поврзани со самосвесноста, самодовербата, емоционалната писменост, емпатијата, соработката, одговорноста, отпорноста, комуникацијата и способноста за донесување здрави и одговорни одлуки.
Токму овие компетенции представуваат основа за успешно учење, за позитивни меѓучовечки односи и за активно учество во заедницата. Почитувани како институција надлежна за развојот на наставните програми, следењето на нивната имплементација, обезбедувањето на стручна поддршка на училиштата и наставниците и унапредувањето на квалитетот во воспитно-образовниот процес, Бирото за развој на образованието континуирано работи на создавање услови за остварување на овие стратешки цели. Во рамките на реформските процеси во основното образование беше препознаена потребата учениците да добијат дополнителни можности за развивање на личните и социјалните компетенции преку наставните програми кои директно ќе одговорат на нивните развојни потреби и интереси. Така се развиени и слободните изборни предмети за поддршка на личниот и социјалниот развој на учениците. Овие предмети представуваат особено значаен дел во воспитно-образовниот процес и воспитно-образовната понуда во училиштата и овозможуваат учениците да развиваат знаење, вештини, ставови кои се секако суштинско значење за благосостојбата и личниот развој на учениците. Еден од тие предмети е и Учам за моето здравје. Овој предмет е создаден со цел да ги поддржи учениците во развојот на компетенциите кои се тесно поврзани со нивното ментално здравје, емоционалната благосостојба, позитивните односи со другите и развојот на здрави животни навики. Предметот представува значаен дел од заложбите за создавање на училишна средина која не се грижи само за академските достигнувања на учениците, туку и реков и пред малку за благосостојбата, сигурноста и личниот развој. Особено е важно што наставната програма е заснована врз современи педагошки пристапи кои го поттикнуваат активното учество на учениците, нивната соработка, комуникацијата, размислувањето и рефлексијата. На тој начин учениците не се само приматели на информации, туку се и активни учесници во процесот на учење. Почитувани наставници, во остварувањето на целите на секоја наставна програма, клучна улога има наставникот. Клучна улога. Ниту една програма, ниту еден прирачник, ниту еден наставен ресурс не можат сами по себе да ги постигнат постигуваните резултати, доколку зад нив не стои професионален, мотивиран и особено значено посветен наставник. Токму затоа, Бирото за развој на образованието континуирано вложува во обезбедување на поддршка на наставниците преку развој на наставни програми, изработка на наставни ресурси, организирање обуки, советување и други форми на професионален развој. Нашата определба е наставниците да добиваат не само наставни програми, туку и соодветни алатки и ресурси кои ќе им помогнат за нивната секојдневна работа и ќе придонесат за поквалитетна реализација на наставата. Во таа насока, особено значаена е реализацијата на предметот Учам за моето здравје и подготвен е прирачник за поддршка на наставниците изработен во соработка со Светската здравствена организација Канцеларија во Скопје. Овој прирачник представува дополнителна поддршка за наставниците и содржи насоки, активности и материјали кои може да се користат во процесот на реализирање на наставната програма, впрочем што и цел на оваа средба. Истовремено, тој пример за успешно партнерство меѓу образовниот и здравствениот сектор е потврда дека прашањата поврзани со здравјето и благосостојбата на учениците бараат заедничка и континуирана поддршка од повеќе институции и организации. Денешните ученици, почитувани, растат во динамично општество кое поставува бројни предизвици пред нивниот развој. Затоа, училиштето има особено важна улога во обезбедувањето поддршка која ќе им помогне да изградат самодоверба, особено значаено чувство на припадност, отпорност и способност за конструктивно справување со различни животни ситуации. Создавањето за таков развој не е задача само на едно училиште, на еден наставник или на една институција. Тоа е заедничка одговорност која бара соработка, партнерство и постојано вложување во квалитетот на воспитно-образовниот процес.
Бирото за развој на образованието и во иднина ќе продолжи да работи на напредување на наставните програми, на јакнење на професионалните компетенции на наставниците и обезбедување поддршка за училиштата во реализација на воспитно-образовната мисија. Убедени сме дека преку заеднички напори ќе продолжиме да создаваме училиште во кое секој дете ќе има можност да ги развива своите потенцијали, да се чувствува безбедно и поддржано и да израсне во одговорна, самосвесна и успешна личност. На крајот, дозволете ми уште еднаш да се заблагодарам на организаторите за поканата, на Светската здравствена организација за партнерството и поддршката, како и на сите наставници за нивната, односно за вашата професионалност, посветеност и секојдневна работа со учениците. Ви посакувам успешен вебинар, ви посакувам плодни дискусии и нови идеи кои ќе придонесат за понатамошно напредување на воспитно-образовната практика и за благосостојбата на нашите ученици. Ви благодарам. Почитувана директорке, и ние ви заблагодаруваме за укажаната чест и што го отворивте со вашиот инспиративен говор овој вебинар, а ние сега според агендата продолжуваме и го покануваме директор Аки Мали, представник на Светската здравствена организација во Република Македонија, да го изнесе своето обраќање за значењето на здравието, благосостојбата, превенцијата и училишниот пристап во педагошка, значи во педагогијата за здрави животни навики кај учениците. Повелете, доктор Аки. Thank you very much, Natasha, for that kind introduction and for moderating the session today. Good morning, everyone. It's a pleasure to join you. Director Trimchevska at the Bureau of Education, all the distinguished professors joining us today from the Institute of Psychology and the Pedagogy Institute. And more importantly, all our teachers who will be teaching this curriculum. I see there are over 350 people at the webinar today. Our school directors, the authors of the curriculum, and the reviewers themselves, colleagues, friends, a very, very good morning. I'm really pleased to join you after a period of dedicated work to produce this curriculum and learn for my health. I think this is a very bold and forward move in North Macedonia, thinking about the development of our children and putting together a curriculum that is structured, that is evidence-based, and supported by teachers who are competent at teaching it. I am proud that WHO is able to support you through this work. And before I delve into the details of what I wanted to say, and I will keep my remarks short so that you have enough time to actually have discussions about the curriculum. But just before I delve into some key issues I wanted to raise, can I start by thanking the Association of Primary School Teachers, who have done an excellent job of really supporting the development of this curriculum, working with the authors and the reviewers, who I think have done a fantastic job. They've brought the curriculum to life, structuring the evidence we know into fun educational material that pupils and students can learn from and teachers can use to support that learning. So thank you very much. And of course, I would say a big thank you to Simona from my team for coordinating this work with the Ministry of Education, the Bureau of Education, and the Teachers Association. Well done. This program of work did not occur by accident. It's through the forward-looking and visionary leadership of the Minister of Education and the Director of the Bureau of Education, bringing together the team, working with WHO to provide the opportunity to produce this curriculum. And what makes this curriculum and Learn for My Health particularly powerful is that it means the children at all stages of education can benefit from it. Looking at children in grades 4 and 5, it would be about having the foundation for knowing about health, well-being, and the actions that they can take in terms of physical activity, in terms of nutrition.
For the older students, it's about really self-awareness, it's about emotional literacy, it's about knowing how to deal with the challenges of every day around mental health, the digital spaces in which they operate these days. And we know that mental health as a big challenge for young people is a key issue that we need to tackle across education and the health sector. I'm particularly pleased that the emotional literacy element is focused on in this curriculum, as well, of course, issues around nutrition and physical activity. Children in North Macedonia are experiencing exactly the same issues that we're seeing about children across the European region. It's about really difficult digital space, mental health, stigma, bullying, and also the appetite and the willingness to learn. A recent WHO and UNICEF report shows that we have a big challenge ahead of us in terms of impact on adolescent health of the new environment in which they're living. However, it also shows, that report, that the little investment we make really brings back bountiful benefit. For every dollar that we invest, we get between $4 and $16 in return. So it's a no-brainer that WHO will support this work with the Bureau of Education, the Ministry of Health, and the Teachers Association. I'm really pleased that we are at a crossroad where we now have the curriculum in place, we have the manual for the teachers, and we are ready to operate and make sure that our pupils and students learn effectively and efficiently about their health and well-being, and we can, hand on heart, say we've done the best that we can to support them. I think North Macedonia will be a trailblazer in the Western Balkans for this piece of work. And looking particularly at WHO's emphasis on a health promoting school, I think this is a big foundation that would help us to escalate, expand, and improve the work that we need to do around making sure that every school environment is a healthy environment for our children now and into the future. And I commend the statement by the Director of Bureau of Education about the fact that we are not going to stop here. We are going to continue to improve this curriculum, improve the manual, and also give increasing and requisite support to our teachers to be able to deliver on this curriculum and support our children. Parents, of course, have a role to play, but when the school environment is conducive, when the learning environment is conducive, when the education structure goes beyond academic achievements alone and look at the totality of the child and the well-being of the child, we are in it to gain great benefits for the future. So I commend the curriculum to you, and I wish you a very fruitful discussion at the webinar today. Thank you very much for allowing me to join you. I'm really excited for the work ahead. Thank you. Почитуван, ви благодариме пред се за големата доверба што ни ја дадовте на сите наставници кои што се присутни на денешниот вебинар, и верувајте, оние кои што ќе го работат овој предмет, изборен предмет со своите ученици, и ви благодариме што сте дел од нашата заедничка средба. Според агендата го поканувам, може би ќе наречам и најголемиот виновник за ова наша заедничка средба, за овој голем инспиративен вебинар кој што ви го ветивме на последниот вебинар. Тој е магистер Добри Јовески, кој што е представник денес од авторскиот тим на програмата, и тој ќе направи презентација на содржините, структурата и практичната реализација на наставната програма за слободниот изборен предмет Учам за моето здравје. Почитуван колега, повели. Бројн да си го вклучам микрофонот. Благодарам, Наташа. Јас најпрвен би сакал да ја поздравам директорката на Бирото за развој на образование, господја Милка Дримчевска, и да ѝ се заблагодарам за учеството, поддршката и препознавањето на значењето на оваа тема во современото образование. Исто така искажувам искрена благодарност до представникот на Светската здравствена организација
во Република Северна Македонија господинот Аким Али за целокупната поддршка и заложбата во насока на унапредување на едукацијата за здравје, благосостојба, сигурност и здравите животни навики кај учениците. Бидејќи ова поддршка е значајна за нас наставниците и за заедницата, за родителите, семејствата во целокупниот воспитно-образовен процес. Бидејќи имаме и уште соговорници, да, ги поздравувам и професорките Елизабета Томевска-Илиевска и Ана Фрицкан, кои што вели заеднички денеска ќе го Антоне, слушаме ли се? овој вебинар. Секако од срце ви се заблагодарувам и вам, почитувани колеги, наставници, стручни соработници и сите присутни што денес сте дел од овој вебинар. Вашето присуство покажува дека како наставници и професионалци ја препознаваме важноста од темата што се однесува на личниот и социјалниот развој кај учениците, нивното ментално здравје, емоционалната писменост, здравите навики и создавање безбедна, позитивна и поддржувачка училишна средина. Се надевам дека во текот на вебинарот ќе се чувствувате пријатно, мотивирано и инспирирано и дека содржините што ќе бидат презентирани ќе бидат корисни, применливи и поттикнувачки во целокупниот воспитно-образовен процес. Сега темата на моето денешно излагање е токму програмата Учат за моето здравје, која покрај јас автор на програмата, во тимот на автори ги поздравувам и се заблагодарувам што заеднички работевме на креирање на овие две програми за 4 и 5 и другата програма за 7 деление. Учествувавме заедно со колегите Виолета Поповска, оделенски наставник, Гордана Анастасова, исто така оделенски наставник, магистер Садудица Дики, психолог, и во програмата за 4 и 5 оделение се вклучи професор доктор Елена Ќосевска од Институтот за јавно здравје, заеднички нели да издизајнираме програмата за 4 и 5 оделение. Додека покрај овие што ги кажав наставници, во 7 оделение се вклучи уште еден психолог, магистер Горан Спасовски. Сега, за да ја заокружиме целата слика на програмата, во делот на рецензија се вклучија почитуваните професорки Ана Фрицман и Бети Елизабета, кои што денеска сме заедно тука. Во 7 оделение професор доктор Насер Турмиши се вклучи во рецензијата на програмата. За да имаме издржана програма, се потрудивме сите аспекти да бидат опфатени и во финалното добрување од страна на Биро за развојно образование на овие две програми. Сега, зошто токму оваа програма ја дизајниравме или направивме, бидејќи современото училиште не треба да се грижи само за знаењето, како што кажа и директорката на Биро за развојно образование, туку и за личниот, социјалниот, менталното здравје на учениците. Многу сегменти се вклучени за да ние, работите кај нас во училиштата, создадеме или воспитаме здрави личности. Учениците секојдневно се соочуваат со различни видови на стресови, притисоци, конфликти, се извинувам, емоционални предизвици и влијание од дигиталната средина. Предметот им помага да научат учениците како да се грижат за себе, за своето здравје, за своите емоции и како да се однесуваат со другите. Додека наставникот не е само пренесувач на знаења, туку и поддржувач на развојот на ученикот како здрава индивидуа и здрава личност. Предметот е изборен, но неговата вредност е суштинска за развојот на учениците. Се реализира со 36 часа во склопот на планирањето во училиштето и сите содржини се поврзани со реалниот живот на учениците. Самата програма овозможува флексибилен, интерактивен и практичен пристап и придонесува за
целокупниот развој на учениците во додека следат настава и учат во училиштата. Целта на програмата не е само да учиме ние за здравјето, но како да се препознае одредена состојба, како да се разговара за самата состојба, како да се избере здрава постапка при решавање на одредени проблеми, да се побара помош кога е потребно, да знаеме каде и од кого да ја побараме соодветната помош и да се гради и поддржува една училишна, пријатна средина за учење во училиштето. Дизајнирајќи програмата, ние моравме да ја поврземе со националните стандарди. Четврто и пето деление поврзана е со подрачјето на личен и социјален развој и еден сегмент е офатено во делот на општество и демократска култура, додека во седмо деление додадовме и дигитална писменост, поврзувањето со стандардите. Клучни компетенции кои што ќе ги развијат учениците следејќи го или учејќи за овој предмет, препознавање на здрав и ризичен животен стил, грижа за менталното и физичкото здравје, препознавање и регулирање на емоции, активно слушање, емпатија и соработка, конструктивно решавање на конфликти или одредени проблеми со кои што се соочуваат учениците, спротивставување на дискриминација и насилство и безбедно и одговорно користење на дигиталната средина. Структурата на програмата за четврто и пето одделение ја организиравме во 4 теми. Првата тема и кога ја дизајниравме програмата, внимававме на возраста и на развојот на учениците, што е тоа за нив важно учејќи преку програмата, за кои работи треба да ги осознаат поврзани со нивното здравје. И така ги ставивме 4 теми: ментално здравје на учениците со 15 часа, храна и правилна исхрана 9 часа, орално здравје 5 часа, спорт и физичка активност со 7 часа. Преку овие теми учениците ќе можат да развијат и да препознаваат и да ги именуваат емоциите, техники за справување со негативни емоции, позитивен став кон здравите навики во исхраната, одговорност кон личното здравје, основи на оралното здравје и потреба од движење, спорт и активен животен стил. Сега, следејќи ги истражувањата што беа направени претходно во нашата држава со учениците на оваа возраст, овие теми некако беа соодветни и прифатливи за да бидат учениците, да биде работено со учениците преку овој слободен изборен предмет. Додека кога ја дизајниравме структурата на програмата за седмо одделение, размислувавме да биде малку на едно повисоко ниво според развојот на учениците и потребите со кои што тие се соочуваат. Така, дизајниравме 4 теми, од кои менталното здравје на учениците со 11 часа, емоционалната писменост со 9 часа, справување со стрес 8 часа, превенција на насилство од 8 часа застапена во склопот на 36 часа, кои што може да се реализират во едно полугодие од учебната година. И преку овие теми кај учениците може да се развијат разбирање за тоа што е менталното здравје и зошто е важно, препознавање знаци на нарушена благосостојба, барање поддршка од родител, наставник или стручно лице кога имат некој проблем поврзан со учениците или со состојбата на учениците, препознавање стрес и примена на техники за справување со стрес, ненасилна комуникација и решавање конфликти, препознавање физичко, вербално, психичко и кибернасилство. Тие се темите и сето она што би се развило кај учениците во програмата за седмо одделение. Сега, работите на програмата сакавме да биде малку така
поприфатлива за за наставниците, преку и пристапот да биде направен на ниво на ученици, за да биде преку игровни активности, разговор, да изработуваат после презентација, одредени видеа, па на кои видеа ќе дискутираме со учениците, да бидеме во движење кога ќе реализираме одредени активности и секако на крајот ја вклучувавме секој пат рефлексијата како можност за да продискутираме за тоа што сме работеле на тој час. Како што кажав, работилниците, дискусии во круг, работа во парови групи, постери, брошури, ученици, изработка на постери, квизови, игри, драматизации, пантомима, кратки видеа, анализа на видеата, лична рефлексија, практични активности, вклучување стручни лица како гости, бидејќи за сите теми ние можеби не сме доволно спремни да дискутираме со учениците и оставивме простор да поканиме одредени гости да бидат дел од активностите со учениците. Имајќи во предвид дека се 36 часа за четврто и пето и 36 часа за седмо деление, јас направивме многу активности и предложивме многу активности кои што можат да се реализират со учениците. Неколку примери јас оделив тука за да бидат нели како насока на тоа што може да го работиме со учениците. Тркалото на емоции е интересна активност која што може да ја практикуваме и да ја работиме во училница со учениците. Потоа, мојата дефиниција за ментално здравје, каде што учениците можат да изработуваат заеднички постер за како го чувствуваат и да го прикажуваат нивното ментално здравје во моментот како се чувствуваат. Бинго за здрава исхрана, каде што можат да прават препознавање на здрави навики во исхраната. Рецепти на баба ми, сакавме малку да ја доближиме и семејството кога се зборува за здравјето, благосостојбата на учениците, па така да разговараат дома, да ги прашуваат родителите, бабите да подготвуваат одредени менија за здрави навики во исхраната, за да ја потикнеме традицијата, семејството, некои семени вредности да се, бидејќи тие се дел од нашата благосостојба. Пронајди мир, вежби за релаксација, за длабоко дишење, кога имаме некој стрес, може тоа да си го практикуваат, да го применуваат учениците. Наследство во нашето училиште или училница, дискусии за препознавање и превенција на наследство. И сега сите овие активности може да се реализираат со едноставни материјали и со силна педагошка подготовка на наставниците. Зошто наставниците треба да го изберат или предлагаме да го изберат овој предмет? И претходните говорници што зборуваа кажат дека многу е важно здравјето и благосостојбата на учениците, посебно кога одат на таа возраст, кога се развиваат, растат и многу е добро да зборуваме, да разговараме во училиштето и превентивно да делуваме, но не за да не се случуваат некои несакани последици и действија во училиштата, а не само да реагираме кога има одреден проблем. На тој начин ги зајакнува животните вештини на учениците, ја подобрува климата во оделението и меѓуседната комуникација, помага во превенција на насилство, стрес и девијантно однесување, овозможува наставниците да работат со учениците на теми што се реални од секојдневниот живот на учениците, создава култура на поддршка, грижа и одговорност, го поврзува училиштето со семејството и со заедницата. Така да со реализација на овој предмет училиштето им помага на учениците да станат посигурни, посовесни, поподготвени и поспособни да се грижат за себе, но и да се грижат секако за другите. А наставниците го препознаваат предметот како можност за градење здрави навики, емоционална писменост, ненасилна комуникација и позитивна училишна клима.
Така да, промените започнуваат во училница, поддршката се гради, а за здравјето се учи. Тоа е делот на мојата презентација. Ви благодарам за вниманието и секако доколку има прашања, тоа ќе го оставиме за крај. Да, добри, веќе забележав едно прашање поврзано со твојата интересна презентација и поведување во изборниот предмет. Ти благодариме. Според агендата, сега ги покануваме професорките со своето обраќање за нивниот придонес во изборниот предмет. Ја покануваме првен професорката доктор Елизабета Томевска-Илиевска од Универзитетот Свети Кирил и Методи од Скопје, од Филозофскиот факултет, Институт за педагогија, за да го даде својот стручен осврт, значи во врска со наставната програма, а потоа ќе си ја најавиме и професорката Ана. Повелете, професорка Елизабета. Да, ви благодарам, Наташа, председателке. Почитувани присутни, ценети наши пријатели и соработници, морам протоколарниот дел да го испочитувам и искреност сакам да упатам, искрена благодарност пред се прво до Светската здравствена организација, канцеларијата во Скопје, благодарност за неговото време, за обраќањето на господинот Аким Али, представник од Светската здравствена организација, што навистина во целиот овој процес, лично јас од кога сум вклучена веќе 14-тиот месец како што ја соработувам, навистина гледам дека даваат голема поддршка за да една од целите на оваа организација веќе ја имплементираме и на ниво на основно воспитание и образование. Важноста за ваквиот концепт, за ваквата наставен план и програма, наставен предмет и наставните материјали кои што се во подготовка како образовна поддршка, учеството и поздравувањето на почитуваната директорка магистар Милка Дримчевска го потврди ова што претходно го говорам. Сакам посебна благодарност да упатам и на господјата Маргарита Спасеновска, со која што всушност представник од Светската здравствена организација, со која што всушност ја започнавме соработката со колешката Ана Фрицкан, за да понатаму, да не кажам на месечно и на дневно ниво, и ја продолжуваме и со Симона Атанасова, како што ја спомена директорот Аким, навистина одлична професионална соработка и голема подготвеност да се подготви и да дојдеме до ова еве наша денешна, верувам, не и последна од низата на активности кои што ќе следуваат. Заслужни за се тоа се намерите визионерството на авторите на наставната програма Учам за моето здравје. Поздрав до сите и честити, што да не се повторувам во интерес на времето на што и колегата Добри го искажа, кои што се одважија, размислија и успеа да канализираат наставна програма за 4-то и за 5-то оделение и за 7-то оделение во листата на слободни изборни наставни предмети. Секако треба да го споменеме и Министерството за образование и наука, нашето надлежно министерство, кое што според моите информации еве отпочна една иницијатива што верувам и убедена сум има потреба да продолжи како редовна практика. Имено стануваше збор за барање да се направи евалуација токму на наставниот план и програма Учам за моето здравје за 4-то и за 5-то оделение. Мислам дека секогаш сите иницијативи се добри, сите ние можеме и да се подобриме и како автори, и како реализатори, наставници, професори и други соработници. Меѓутоа сметам дека сите наставни програми, независно дали има статус на задолжителен, на изборен, на слободен изборен предмет, дека треба да имаат своевидна евалуација за да истите понатаму бидат подобри и поквалитетни. Што значи дека голема беше мојата чест, меѓутоа и одговорност заедно со колешката Ана
Фрисхан да бидеме вклучени прво во улога на евалуатори. Морам да дадам една позадина која што беше во барање на Министерството за образование и наука. Евалуацијата, знаете, освен што бара анализа, проценка на веќе официјалните државни национални документи, наставната програма, секако за добивање на точни, прецизни, објективни резултати, предпоставуваше да во ова евалуационо истражување бидат вклучени и, како што кажа директорката Тримчевска, најважните, тоа не се нашите колеги, наставници кои што веќе има искуство од реализација на овој наставен предмет, не изоставени секако и учениците кои што беа конзументи на она што го нуди оваа наставна програма. Секако имавме теренско истражување, кога имавме интервјуи со директорите, со стручните соработници, меѓутоа направивме и анализа на педагошката документација, односно осврт на на ученичките портфолија, во која што беа вградени сите материјали, изработки, наставни листови во рамките на оваа наставна програма. Јас, значи, сум во оваа приказна вклучена како универзитетски професор, како педагог, методичар, меѓутоа кој што работи во области на методологијата на педагошките истражувања. Освен честа и привилегијата, имав и голема одговорност, заедно со колешката Фрисхан, да бидеме, значи, во улога и на евалуатори, а потоа во улога и на автори на прирачникот за наставните материјали за оваа наставна програма за 7 оделение, за што ќе проговорам за некоја минута. Во однос на наставната програма, нешто што констатиравме е дека има своја дидактички изразено спирална поставеност, и ако ги анализираме темите, односно и целите, содржините и активностите кои што се планирани за во 4 и 5, односно во 7 оделение, слободно може да кажеме дека го имаат ова современо дидактичко начало, односно спиралност во однос на постувањето на целите и на содржините, при тоа со големо внимание на развојните карактеристики и нивото на кое што ние се обраќаме, односно на целната група на ученици. Меѓутоа, од анализата на евалуацијата се добија низа повратни информации кои што преточени во заклучни согледувања и препораки, ние заедно со поддршката на веќе релевантните споменати институции пристапивме и кон изработка на прирачник. Зошто изработка на прирачник? Па затоа што наставниците се изјаснија дека имаат потреба од наставни ресурси, од образовни ресурси, дали се тоа учебници, учебни помагала, прирачници, наставни материјали и така натаму, што од една страна би значило олеснување во рамките на реализацијата на наставата по овој предмет, меѓутоа истовремено и поттикнување да истите тие имаат некои насоки како и самите да ги креираат и да бидат автори, што именно тоа и се случуваше во тоа што го набидувавме на терен. Меѓутоа истовремено со евалуацијата се покажа дека имаме и големо некоординираност и разнообразие при реализација не само на оваа наставна програма, ние те говориме за ова, бидејќи ова не беше цел на евалуација, што за несреќа би кажала дека се случува на терен и со другите слободни изборни предмети. Понатаму се отвори многу прашања во однос на начинот на кој што се врши изборот на овој слободен изборен наставен предмет, во однос на информираноста на наставниот кадар, меѓутоа информираноста и на учениците и секако и на родителите, односно и на старателите, едно поглавје на кое што би требало во иднина и повеќе и да се работи. И така натаму, да не должам многу во однос на резултатите од оваа евалуација, меѓутоа резултатот за да не остане само во издаден и затворен некаде во некој фолдер или во нека фиока, ние се одваживме со барање и на наставниците, со поддршка на СЗО да изготвиме и еден прирачник. Автори сме јас и Елизабета Тумевски-Илиевска, значи сум јас доктор на педагошки науки, колешката
професор доктор Ана Фрицкан како доктор по психолошки науки, меѓутоа секако ние во нашата работа вклучуваме секогаш наши колеги практичари, одделенски наставници, па во случајов и како наши стручни соработници се јавуваат магистар Маја Јаневска и магистар Мартина Трајковска, меѓутоа за цело време бевме во комуникација и со авторите на наставната програма. Инаку во прирачникот, након што јас би проговорила малку за прирачникот, но морам само да наведам. Ова е само еден пример, една можност како дел од овој материјал кој што е понуден, стручен материјал во прирачникот, да можат да го искористат наставниците. Тоа не значи дека тоа е едно готово правило и дека мора истата таа активност или наставен лист или игра да се користи токму за таа наставна тема. Не, нас не беше целта да понудиме за секоја наставна тема еден корпус на наставни материјали, наставни активности, техники и игри кои што понатаму наставниците во согласност со нивните признања, во согласност со програмската поставеност на овој наставен предмет, бидејќи сите знаеме дека нашите наставни програми се целно насочени, значи секогаш тргнуваме во реализацијата од поставените цели. Понатаму, во зависност од признањата на учениците, од нивните интереси, од материјално-техничката поддршка што имаме во нашите училишта, во нашата училница, во целокупниот училиштен простор, да самите прават избори и според овие да истите бидат на некој начин способени и да креираат наставни материјали. Многу ми е драго, ова требаше можеби на почетокот да го искажам, меѓутоа јас кога имам малку време, навистина размислам што побрзо и на кои најсуштествени моменти да се осврнам. Многу ми е драго што во целиот овој од претходните говорници го слушам терминологијата воспитание и образование, воспитно образовен систем, воспитно образовна практика. Зошто? Затоа што ако добро ги анализирате и целите, и темите, и содржините кои што се панданели за осврвени на целите во оваа програма, всушност упатуваат дека во голем процент ние тука обработуваме проблематика од воспитанието, освен од психолошката област и од воспитанието. И именно преку оваа програма која што секако има за цел да си развие, преку неја да учениците да научат определени знаења, да стекнат и да развијат вештини, компетенции и ставови. Многу е важно дека ние на тој начин преку зајакнувањето на социјалниот и на личниот развој на учениците работиме на воспитната компонента, односно на зајакнување на воспитните вредности на учениците и ги подготвуваме да истите тие практично ги применуваат, да бидат добри модели на однесување не само во училницата, не само во училишниот двор, во својата средина, во своите врсници, со потесната и со пошироката средина, односно ги поттикнуваме да бидат добри и квалитетни граѓани на ова општество. Во рамките на методологијата која што ние ја користевме при конципирањето и подготвувањето на овој прирачник, секако дека ги имавме во предвид методичките, методолошките, меѓутоа и докимолошките современи принципи на дизајнирање на наставни образовни материјали, така што се имаше во предвид секогаш да имаме разбирлив, податен јазик на кој што наменет секако за наставниците, добро прецизни дадени упатства, се размислуваше многу и на техничко-графичкото обликување на секој понуден наставен материјал и при тоа да ја почитуваме соодветната докимолошка методологија за која што ќе говорам за после овие 2-3 слајда. Накратко за содржината на овој прирачник, пред да ја истакнам структурата на содржината, голема благодарност до Бирото за развој на образование, кој што навистина подлежеше на една сериозна евалуација и проценка и подобивањето на позитивната рецензија. Истиот сега се подготвува технички, лекторски и верувам
Објавам дека во скоро време ќе добиете сите информација од кога ќе биде поставен на веб страната на Бирото за развој на образованието како наставен ресурс кој што може да го користите. Овој прилучник може да се користи не само во рамките на оваа наставна програма, туку напротив содржините, техниките, активностите и игрите имаат можност да бидат во интеграција и во корелација и со други наставни содржини од други наставни предмети на ниво на истото оделение, но овозможуваат нивно прилагодување, адаптирање и да комуницираат и со наставни предмети и од погорните, односно од пониските оделенија. Истовремено, одлична можност да биде некоја од темите, централните теми на стручните активи на наставниците во училиштата, па да премине и во функција на професионален развој на наставниците, истовремено како дел и од часот за оделенската заедница. Многу важни теми има тука, многу важни содржини кои што би требало да се дискутираат, а истовремено биде и дел и од една заедничка во наставна училишна активност, па кога и учениците од седмото оделение бидат примери, модели со некои работилници и да бидат на некој начин модели и ментори на учениците од пониските оделенија. Сакам да кажам дека нуди навистина и како програма и како приручник големи можности за нивна имплементација. После воведот имаме 4 дела кои што се однесуваат на наставната програма Учам за моето здравје, меѓутоа малку правиме еден осврт како автори за видовите на слободни, подсетуваме. Ви тоа добро го знаете, но еве сумирано. Какви видови на слободни изборни предмети има, определување на слободните изборни предмети во училиштето, како го правиме изборот, изработката на наставните програми за слободни изборни предмети и секако избор и организација на слободните изборни предмети, што следува составниот неразделни дидактички елемента, тоа што се внесува на следењето и оценувањето на постигањата на учениците по слободниот изборен предмет. Понатаму даваме еден преглед за тоа како која методологија е користена за наставните материјали, интерактивните активности и игри, односно правиме осврт на методите и техниките за успешна интерактивна настава, како и представување на методологијата за структурирање на наставни материјали, интерактивни активности и игри, и како што на почетокот напоменав, се прави и еден преглед на развојните карактеристики на учениците во средното детство и во адолесценцијата. Понатаму, одиме во наредната содржина, како што и претходно беше споменато од страна на авторот Добри, се представени 4 централни наставни теми. Наставната тема ментално здравје на ученици, емоционалната писменост, справување со стрес и наставната тема превенција од насилство, така што согласно со поставените наставни теми во наставната програма, за секоја наставна тема се изработени наставни материјали за наставната тема и интерактивни активности за наставната тема. Како што може да анализирате содржината на прирачникот, за некои наставни теми имаме и активности и игри, некаде имаме само активности во зависност од целите и од податливоста на наставните содржини и секако на крај користената литература. Понатаму, јас не би сега говорела уште многу во детаљи не би одела, само едно напомена, бидејќи на почетокот споменав дека има докимолошка, почитувани се докимолошките принципи во структурирањето на еден ваков современ наставен ресурс. Секој наставен материјал си има задолжително име и презиме, си има дата кога е реализирана истата. Зошто? Затоа што многу е важен периодот за да нам ни биде како еден индикатор кога ќе правиме во контекст на целовременото, односно формативно следење и вреднување на развојот на учениците. Имаме низа на символи кои што ги користиме за секој материјал, односно символ за наставниот материјал, сите си имаат своје име и презиме, символ на насловот на интерактивната игра, символ за име и презиме на ученикот, односно ученичката, символ на датумот за изработка, символ за потребни материјали и средства, символ за прашања за дискусија,
символ каде што е со што се предвидува всушност што треба да запише ученикот според зададеното барање, символ на дополнување, символ кој треба нешто да нацрта, да прочита, да обои според некое барање, да се подлече според некое барање, символ каде што се бара да ученикот распореди зборови во табела според зададено барање, да заокружи, символ за стандарди, многу важно, за оценување и символ за упатство за наставникот. Понатаму, за да биде некако попрегледно и современо, велиме, за наставниците, секој наставен материјал, односно наставна активност, односно наставна игра, си има свое шифрирање. Како го направивме ова шифрирање? Тука е понудена легендата. На првата позиција е бројот, односно бројот го ја означува наставната тема. Па така секогаш кога ќе видиме кај наставниот материјал игра или активност број 1, тоа значи дека овој наставен материјал се однесува за првата тема, односно за менталното здравје на учениците. Бројот 2 не упатува дека тој корпус на материјали се однесува за наставната тема емоционална писменост, односно број 3 за справување со стрес и број 4 за превенција од насилство. Во втората позиција на бројот се наоѓа буква голема печатна која што го представува соодветна на видот на работниот материјал. Имаме 3 букви, односно М означува дека станува збор за наставен материјал на ученикот, а дека станува збор за помошен материјал за активност за реализација на учениците и дека станува збор за помошен материјал за интерактивна игра со учениците. Понатаму, кога би требало да дадем, нема сите да ги објаснувам, например, еве 3М, тоа значи дека станува збор за наставен материјал за ученикот за наставната тема справување со стрес. 4А значи дека станува збор за помошен материјал за активност за реализација со учениците за наставна тема превенција од насилство и така натаму и така натаму. Се потрудивме навистина и методички и докимолошки да направиме добро алгоритмизирање на ова методолошко структурирање на сите понудени наставни материјали. Јас навистина посакувам, искрено посакувам, не дека ние сме автори на прирачникот, дека тука со нас е и авторот, дека тука се подржувачите од Светска здравствена организација и така натаму. Многу добри поенти беа изразени и оправдано зошто треба да целиме да потикнуваме кон наставниците, средината, учениците, родителите, старателите, навистина да го имаат во овој предвид, да имаат во предвид оваа наставна програма, бидејќи навистина со оглед на тоа на, како што кажавте, на брзото динамично живење, на големите несакани надесување и поведение на учениците, на овој начин треба освен да превенираме и повторно велам да развиваме добри воспитни вредности кај учениците. Сметам дека кога што имам информација некаде околу 500 не баре се вклучени во моментов наставници, некои се од еден извор, едно најавување имаме и по 4-5 наставници, да размислат малку токму во овој период кога навистина е вистинско време кога говориме, добро да ја представат еве на нивните колеги, на стручни активи оваа програма, да ги запознаат родителите и навистина да се даде реална можност да овој изборен предмет навистина има префикс на слободен изборен предмет. Што јас понатаму ќе направам како професор по педагогија, секако дека во наредната академска година имам можност на моите студенти, тоа се идни педагози, идни оделенски наставници, воспитувачи и другите и психолози, социолози, историчари, да го пренесаме значењето на истото и да кажеме дека има можност тука не само за туку и за интердисциплинарно поврзување и со другите наставни предмети. Верувам дека ќе имаме добра дисеминација да што се велат овие препораки, овие сознанија и ова сето досега што е направено да стигне до поголема аудиториум од нашата стручна фела, до нашите родители, старатели и најважно до нашите ученици. Благодарам многу. Ви благодариме, професорке.
Сега ќе продолжиме, има доста прашања и има убави пофални зборови во пораки од страна на присутните, меѓутоа и во интерес на времето, само да го дополниме делот од презентацијата, ја поканувам професор доктор Ана Фрицкант од Универзитетот Свети Кирил и Методи, од Филозофскиот факултет, од Институтот за психологија, и таа да го даде својот осврт врска со психолошките аспекти и можностите за примена и насоки за квалитетна реализација на овој изборен предмет. Повелете, професорке. Да, благодарам, Наташа, добар ден и од мене. Јас навистина нема да го повторам она што сите мои претходни колеги говорници го кажа. Само ќе кажам дека е веќе 11:06 минути за да имаме простор за прашања. Добри, ќе те замолам да ги вртиш ти слайдовите додека јас зборувам, затоа што станува збор за извадивме сегменти од прирачникот, едната активност се однесува на корпусот емоционална писменост, а другата активност која што е избрана се однесува на корпусот ментално здравје, така што еве чисто да видите дека се навистина различни и од аспект на време трајањето и од аспект на структурата, содржината, степенот на вклучување на учениците и сето тоа всушност зошто е направено така, за да се овозможи на наставниците не да работат по рецептура, бидејќи ние сме најпаметните, знаеме дека рецептури воопшто не функционираат кога станува збор за работа со ученици, деца, адолесценти кои што интензивно се развиваат. Напротив, треба да бидеме прилично флексибилни, пластични, да се прилагодуваме на нивната динамика на работа и нивните потреби, што значи дека ова е само една, како што кажа и колешката Бети, една рамка, една насока, едно олеснување, примери кои што вие би можеле некогаш да ги, зависно од тоа колку време имате во рамки на часот или која содржина ја работите, би можеле да ги искористите на овој начин како што се презентирани и дадени во прирачникот, а исто така и во рамки на можеби други предмети, задолжителни избори, ако процените дека структурата би ви помогнала да вие адаптирате некоја своја содржина на еден ваков начин, можете и тоа да го искористите. Така што да, прирачникот е базично изготвен како поддршка за наставниците за конкретниот изборен предмет во 7 оделение, меѓутоа не значи дека исклучиво во 7 морате да го користите, велам, некои од вежбите, активностите може да се прилагодат и за 4-то, 5-то и за велам некои други, можеби блиски сродни предмети во овој дел. Единствено што би сакала да нагласам како психолог, бидејќи Бети комплетно објасни од педагошки аспект, ја кажа суштината и најбитните нешта, кога станува збор за ментално здравје, тоа е една многу широка, меѓутоа и многу длабока област, каде која не трпи импровизации, во која смисла, нели, дека можеме да дојдеме не знам, да кажеме со некои само општи идеи како би го водале часот, туку мораме да дојдеме на вистина подготвени и може и во иднина да се најдеме да позборуваме на оваа тема ако има расположение. Зашто го кажувам ова? Бидејќи колку и да е структурирана активноста, да речеме, никогаш докрај не знаете, ова пред се за психолозите важи, мислам ние го знаеме тоа, никогаш докрај не знаете на каде ќе ви оди процесот, до каде ќе некое дете може би изреагира на одредена содржина, што носи во позадина, тоа никој не може да го знае. Какви искуства предходни и слично, и некогаш може би некоја содржина, посебно овие што се во делот на емоциите, може да биде тригер, да поттикне нешто друго од предходно, и ако не можеме да се справиме, значи понатаму со тоа што ќе дојде како емоција и слично, а емоциите знаете дека се заразни и знаат да ја брзо упатат цела група, тоа може после тоа да ни излезе надвор од контрола. И затоа не случајно во самиот прирачник е нагласено, ставено е еден дел, еден пасус, каде што се вели дека треба навистина да водиме сметка сите ние, вие, кои што посебно оние кои што ќе го реализираат овој предмет,
тие содржини што се однесуваат на ментално здравје да се води сметка како ќе се пристапува во смисла на тоа колку ќе се отвара или нема да се отвара. Јас препорачувам да не се отвара и да не се оди во длабочина. Тоа е работа на психотерапевтите. Дури јас, што сум психолог толку долго време, не чепкам во рамки на наставата ништо што би барало, значи нешто подлабоко отварање, затоа што ви велам, не знаеме на што можеме после тоа да не идеме да налетаме. Така што би ви посакала на сите многу успешна работа, сите оние кои што ќе го реализирате овој предмет. Верувам ќе има многу позитивни искуства од она што го видовме и во евалуацијата на овој предмет во 4-то и 5-то одделение, и се разбери, јас и колешката Елизабета сме тука за секаква поддршка, консултации, нели, кои што би ви биле потребни тековно ако произлезат, нели, некакви прашања од самата примена, самата реализација на терен. Ете, толку од мене. Јас ви благодарам за вниманието и за можноста да бидам денес со вас на овој вебинар. Почитувани говорници, пред се сакам да заблагодарам за секое ваше инспиративно излагање, кое што секако гледате дека го поздравуват и присутните наставници. Имаме пофални неколку коментари во чет, меѓутоа и со барање, нели, дали прирачниците од овој вебинар и презентациите ќе бидат достапни, како да стигнат до самите наставници, или дали некаде можат веќе да ги пронајдат доколку го изберат предметот со кој би работеле. Кој од вас ќе одговори на ова прашање, бидејќи реално треба од септември да почнеме да го реализираме во 4-то, 5-то и 7-то. Добри, или професорките, кој од вас би одговорил? Можам. Јас, како што и споменав, меѓутоа имаше многу информации, во моментов е во завршна фаза техничкото уредување, лекторирање на прирачникот, и истиот очекуваме, тоа ќе треба да го точниот датум да го прецизираме со Бирото за развој на образование и со Светската здравствена организација. Во електронска верзија ќе биде поставен на веб страната на Биро за развој на образованието. Благодарам, инаку ете информативно, знаете дека на страната на Биро за развој на образованието слободно може да го преземите изборниот предмет, да ги видите, да ги прочитате овие активности и се што е поврзано, што го споделија говорниците, за да може конкретно да се запознаете со изборниот предмет. Сега вака малце да поврзиме со студентите. Честитки за прирачникот, значи претходно ваши студенти кои што ќе биде од интерес, поранешен студент кој сега работи во основно училиште, и дека поголем дел од учениците го има избрано во минатата година во изборен предмет, меѓутоа нивни коментар кој што не им се допаѓа, на кој што реагираат, е дека педагозите можат да предаваат во одделенска настава до 3-то одделение, па дали може, еве, според законот за педагози да се смени, за да можат тие да работат до 5-то одделение, за да можат да го работат во одделенска настава како изборен предмет. Еве, ова мислам дека е малце законско прашање, меѓутоа е упатено, еве, од студент, јас од ваш претходен студент, дипломиран педагог. Да, Кои се вашите насоки? Благодарам. За жал се случија некои измени со кои што нашиот профилот на педагог од 80 години традиција, реализирање на одделенска настава, сега може да биде во првиот образовен период, од прво до 3-то одделение. Ние како Институт за педагогија при Филозофскиот факултет на УКИМ работиме, преговараме и инсистиравме, но и понатаму во иднина ќе инсистираме за да профилот педагог може наставата да ја реализира од прво до 5-то одделение. Меѓутоа, повторно велам, во овој случај тие како наставници во 4-то и 5-то нема да можат да ја реализираат наставата, но како членови на стручните активи можат да иницираат некои од овие теми, наставни теми од оваа наставна програма да биде централно подрачје на разговор на стручните активи, и како што напоменав на почетокот, голем дел од овие содржини активности, иако се за 4-то и 5-то одделение, со нивно видоизменување
оценување според возраста и така натаму, можат да ги дискутираат, да работат на нив во рамките не само на часот на одделенската заедница, туку напротив во областа на воспитанието, на воспитната компонента, во рамките на воспитните цели, да ги имплементираат и во прво, во второ и во трето одделение. Оттаму на почетокот споменавме дека дава навистина широка можност оваа наставна програма, бидејќи дел од овие наставни теми можат да бидат обработувани на ниво на работилници, на предавања и од педагозите и од психолозите на ниво на целокупното училиште. Затоа велиме дека некако бенефитот и резултатите ни се совпаѓаат со потребите на денешново време и може да бидат дел и од вакви форми и на педагозите и на психолозите, но истовремено би напоменала и за наставниците и педагозите и одделенските наставници од прво до трето, од прво до пето одделение, дека може би и да размислуваат, еве сега во моментов, како еден предлог, за да на самите родителски состаноци, средби и работилници кога организираат, ајде малку да ја смениме нашата досегашна практика. Верувам дека тоа се прави во досегашноста, меѓутоа, освен за Нова година, за Великден, за Бајрам, за 8 март и така натаму, малку да ставиме акцент на тие наши различни форми со семејствата, со старателите и со членови од потесното и почирокото семејство, да ги актуализираме истите овие, дури и би одела чекор внимателно, како што каже и колешката Ана, и чекор понапред, да ова како ресурс им биде некако споделен и на родителите, да тие во слободното време, значи надвор од наставното време, да се обидат некоја активност, некоја игра, да направат со своето дете. Благодарам. Дали професорката Ана сака нешто да дополни во врска со излагањето на... Јас сосема се согласувам со ова што колешката Бети го кажа, не би го узурпирала времето за да додавам или да повторувам. Мислам, тоа би било тоа, навистина. Стручната служба е многу важна и би било навистина многу корисно да во секој училиште, јас претпоставувам, верувам, ќе речам дека тоа и се практикува, бидат вклучени, значи нивната експертиза и нивното знаење да бидат вклучени можеби во реализација или консултација за реализација на некој од овие содржини. Еве повторно јас како психолог ќе зборам во делот за ментално здравје. Колку што знам, сите училишта веќе, ако не сите, огромен процент на територија на Македонија имаат психолози. Значи можат колешките психолози заедно со наставникот кој што го реализира предметов во консултација и да одработат некоја од активностите кои што се однесуваат на темата ментално здравје, кои што на тој начин, значи, би било и тимска работа и една стручна поддршка за колегите наставници во реализација на содржините, дел од содржините за овој предмет. Така што мислам дека навистина постоењето на стручната служба и нивната експертиза апсолутно би требала да се искористи и еве дури и да не можат на повисоко од трето одделение колегите педагози да бидат вклучени, може да бидат вклучени на овој начин како тимско реализирање, како консултација пред да се реализира одредена активност. Мислам дека тоа е прилично препорачливо, да. Ви благодариме, колега Добри, вие сте виновникот во наводници за овој прекрасен вебинар. Значи, целосна благодарност за сета заложба која што ја посвети за успешна организација. Дали може да ги слушниме твоите завршни зборови, бидејќи, колеги, последното прашање дали ќе има снимка од овој прекрасен вебинар, па тоа ќе го упатам до Симона и до техничката поддршка, да ни кажат каде може да ја следиме снимката. Повели Добри. Да, благодарам, Наташа. Претходно имаше кренато рака, Ирена мислам дека имаше кренато рака. Може би сакаше нешто да праша пред да... Да, јас имав кренато рака. Моето прашање беше поврзано со дипломираните педагози. Воедно во нашето училиште има многу наставници кои што се квалитетни и се дипломирани педагози.
и за жал се вратени во прво оделение, кој што требаше да продолжат четврто оделение, и мислам дека треба да не разберете, бидејќи револтот е голем. Знаеме дека институтот постои 80 години и какви кадри спроведува и какви ние квалитетни студенти сме излегле благодарение на тие професори што работат во институтот. Само што мислиме како група, јас сега зборувам поединочно, иако колегите се околу мене, дека Институтот за педагогија треба да се залага повеќе за сегашните студенти и за претходните студенти што произлегле, нели? Бидејќи револтата е голем. Не може колега што работи 30 години како оделенски наставник, е дипломиран педагог, да не е квалитетен наставник и 2-3 години пред пензија да го вратат со тоа што само е дипломиран педагог и законот е сменат, поради не знаеме која причина. Кога се обративме зошто законот е сменат, рекоа бидејќи се спровело истражување и дека педагозите не се толку квалитетни како оделенските наставници, што реално јас не се согласувам со тоа, па затоа и беше поставено прашањето до професорките од филозофскиот факултет. Мислам, мора да не разберете, бидејќи тоа е за нас болна точка, затоа што ние знаеме што сме научиле и што сме... Почитувана, да, го запишавте тој. Мислам дека ги слушнавме излагањата на двете професорки. Ова може да биде и понатамошна за размислување, нели не само во Биро за развој и образование на Институтот за педагогија, меѓутоа и во Министерството за образование. Ви благодариме и на вашето искажување и сигурно дека ќе дојдат некои подобри времења кога ќе се реши овој проблем, се надеваме за побрзо. Колега Добри? Да. Па на крајот тебе јас ќе се заблагодарам на сите 500 наставници кои што беа вклучени по полниот прашалник. Драго ми е ако од овие 500 еден мал дел наставници го одберат предметот да го учат со учениците во делот на слободен изборен предмет од 4-то и 5-то оделение и во 7-то оделение. Голема благодарност, Наташа, и до Сдруженијето ЗОН, бидејќи заеднички успеавме да направиме еден корисен, убав вебинар, информативен, да бидат запознаени наставниците со сето она што се нуди како можност и што може да се практикува во наставата со учениците. Задоволство беше да се подготвуваме и соработуваме со професорките Елизабета и Ана, кои се драги пријателки и ќе градиме успешна приказна сите заедно. Светската здравствена организација мислам дека секој пат ќе стои за вакви иницијативи. Симона, Маргарита, Аким, многу ви благодарам од срце и заеднички да градиме здрав животен стил на идните генерации ученици кои што се жители на оваа прекрасна држава Република Македонија. Благодарам за се. Тогаш јас како модератор, како го започнав, така и би го завршил овој вебинар. Јас полна со емоции пред се за вашата голема вклученост, придонес кон нашето ново здружение. Сега 5 години функционира, меѓутоа здружение кој расте во подем. Сега вака би сакала да кажам дека ние имаме на анкетниот прашалник над 500, можеби и повеќе наставници кои што го следеа. Не се само наставници, тука се и педагози, психолози, бидејќи ги замоливме да вклучат и наставници кои што би го предавале овој предмет од предметна настава во оделенска или во 7-мо оделение. Па јас не би можела да ги споделам резултатите од анкетата, бидејќи ќе го оставиме формуларот, значи уште малку да може да го пополнуваат и да се го споделуваат колегите, откако ќе го исклучиме вебинарот, за да можат преку своите уреди тоа да го направат, а да не најдат на потешкоти. Меѓутоа, бидејќи со сите линковски, нели преку мејл сме поврзани, резултатите од анкетата ќе бидат споделени на мејл на сите наставници присутни, секако и до вас како организатори, за да го видите интересот. Она што сакам, сметам дека треба да направиме уште една анкета, еден анкетен прашалник кој што ќе произлези нели од целиот вебинар, од она што го видоја колегите, онда ги искажат своите размислувања и тој истиот ќе послужи како натамошна анализа за предметот. Јас како наставник со 30 годишно искуство, кога го видов и кога побарав да биде овој изборен предмет како дел од вебинар, беше затоа што како ние и како наставници, ментори, советници кои што ја правиме годишната програма за работа на училиштето,
Во оваа програма видов многу работилници, многу идеи кои што не мора да ги држиме како изборен предмет доколку немаме услови, туку има многу отворени часови, имаме час за оделенска заедница, програмата за ментално здравје, програмата за добросостојба, така да сите колеги кои што сега ќе работат на годишните програми може да ја разгледаат и да изберат многу активности кои ќе ми олеснат и ќе ми направат поквалитетна и годишната програма за работа во училиштето. Така да ви благодарам пред се на сите присутни, како да речам зад малите екрани, ги има многу во училниците, да искажете благодарност и до вашите директори, кои што ви овозможија да го следите овој вебинар. И уште еднаш да се вратам на почетокот, овој линк кој што го имавме директор, значи Биро за развој и образование, директорката кој што ни кажа честа, беа присутни поканети и советници од биро, вие како факултет и ние како наставници, заедно со стручните служби, сметам дека треба да сме еден линк кој што секојдневно ќе функционира, кој што ќе се надополнува со цел успешно реализирање нели нова реформа, нова концепција со сите своји предности и слабости на кои тековно наидуваме да ги исправиме, односно да се соочиме со сите предизвици за квалитетно образование. Почитувани доколку ево ред, јас во интерес на времето точно во 11:30 може да го завршиме овој вебинар со едно големо браво за Симона и целиот тим, техничка поддршка и до господинот Аки кој што навистина ни овозможивте да бидеме дел од еден голем настан од Зона Учител. Во името на Зона Учител и сите мои членови, основачи и координатори ви благодариме на денешниот вебинар. Ви благодариме и вам и на целиот аудиториум вклучен. Се надеваме во нека наредна прилика и ќе имаме можност и за нека лични семинари и обуки каде што ќе имаме подолго време да подискутираме и да споделиме информации и дел од она што ќе значи практика, верувам, во поголем број на училишта, со поголем број на ученици од веќе нареднава учебна година. Поздрав и од мене.